24 објекти добија забрана за користење, а од нив само еден е државен. 36 правни субјекти заедно со нивните одговорни лица добиле парични казни. Дирекцијата за заштита и спасување досега направила проверка во вкупно 73 правни субјекти. Прилепскиот народен театар е првиот државен објект опфатен од мораториумот за објекти кои немаат минимум технички услови. По барање на Центарот за култура Марко Цепенков, Дирекцијата за заштита и спасување направила контрола пошто усно врачила решение за забрана за користење на објектот. Тоа значи дека на неопределено време забранети се сите представи и настани, но ќе продолжат да се одржуваат сите проби додека театарот не добие и писмена забрана. За сега не се знае кои се објектите кои ќе бидат опфатени во мораториумот кој го најави владата, но таму уверуваат дека надлежните транспарентно ќе ги објавуваат сите објекти кои ќе добијат забрана за користење. Тој мораториум е со цел да се надминат сите недоследности кои што ќе бидат утврдени. Се разбира, во тој рок ќе мора задолжително сите неправилности, без разлика дали станува збор за државни или приватни објекти, да бидат надминати. Јасно кажавме дека аналитички пристап во овој процес нема да имаме. Ние мора да действуваме со чекори, итни постапки, брзо и ефикасно, се со цел да спречиме идни вакви несакани трагедии. Дирекцијата за заштита и спасување е институцијата која ќе треба да ги провери објектите на државните институции. Дали во нив се почитуваат противпожарните стандарди, но и дали имаат минимум технички услови. Даниел Василев, Сител телевизија.